Да, Павле, попладнево и овде пратениците од Левица побараа да им се дозволи на родителите да влезат и да ја следат седницата, но председателот Гаши го одби барањето со образложение дека тоа требало да се најави порано. По ова министерот Тошковски кажа дека тој ќе ги прими роднините и тие загинаа таму. Во предпладневниот дел расправата за интерпелацијата се одвиваше со меѓусебни обвинувања за институционални пропусти, за недостаток од морална одговорност и за нарушување на целосната безбедносна ситуација општо во државата. Како што кажа веќе и ти, интерпелацијата се состои од 10 точки, од кои 5 главни се однесуваат на Кочанската трагедија. Министерот се бранеше и ги образложуваше потезите што ги преземале во истрагата по сите точки и обвини за манипулација со јавноста. Да чуеме дел од нивните изјави. За неговата некадарност од аспект на неговите карактерни особини доволно говори фактот што тој досега не ни помисли да понуди оставка од морални причини, нешто што го правеле претходни македонски министри во слични ситуации кога сме имале вакви хавари. Интерпелацијата ја темелиме на 10 основи, од кои 5 се поврзани со трагедијата во Кочани, а останатите 5 се промашувања и непрофесионални действија кои не се поврзани со Кочани. Една од грубите манипулации кои што се обидува да и се продаде на македонската јавност е дека не одговараат сегашни функционери. Но факт е дека беше уапсен по наредба на јавен обвинител актуелен градоначалник, факт е дека беше уапсен по наредба на јавен обвинител и се уште е на издржување на мерка притвор актуелен министер, факт е дека беше уапсен актуелен директор на дирекција за заштита и спасување, факт е дека беше уапсен актуелен командир на полициска станица. Тоа се факти. СДСМ и ДУИ најавија дека ќе ја поддржат интерпелацијата и побара исто така морална одговорност од министерот. Од ВМРО ДПМН најпак им вратија дека тие најмалку имаат право да зборуваат за такво нешто. Да чуеме дели од нивната дебата. Дали ќе ни ја биде државата, дали ќе има правда, безбедност и сигурност. Безброј аргументи и факти го покажуваат тоа. И не само истрагата за трагедијата во Кочани, која одзеде толку многу животи. Иако непобеден факт е дека Министерството на внатрешни работи потврди на повеќе основи дента на пожарот, како институција која имала клучна улога во безбедноста. Не бил направен оперативен план, не бил обезбеден просторот, не бил затворен објектот, иако во него било регистрирано присуство на малолетници. Не се реагирало за пиротехнички средства и многу други пропусти. За жал, ќе бидете запаметени како идеален пример за тоа како еден министер не треба да зборува, како еден министер не треба да се однесува и како еден министер не треба да постапува. Вие сте единствениот министер кој во помалку една година за вас се инициирани 2 интерпелации, што докажува дека вие потврдивте во извршувањето на вашата должност. Се прашувам, колешке, дали истово прашање му го поставивте на Артан Груби, кога во неговиот кабинет организираше спортски настани и роденденски забави. Колешке Пашоли, МВР има 70 осомничени од несреќата во Кочани. Тие 80 осомничени се по налог на јавниот обвинител Љупчо Коцевски, за кој што вие гласавте минатата година. И велите, несреќата е резултат на корупција и на нефункционалност. Токму вашето владење достигна кулминацијата на корупцијата и криминалот во оваа држава.
Да, овде има уште 20 пратеници пријавено за збор, пошто ќе се гласа, се очекува и оваа интерпелација да го има истиот епилог како и претходната поднесена од ДУИ, односно да не добие поддршка од причина што опозицијата нема доволен број на гласови.